Општина Кочани меѓу првите во државата ги затвори градскиот пазар, вклучително и зелениот како превентивна мерка против COVID-19. По неа тоа го сторија и многу други општини. Меѓутоа, деновиве поедини општински центри одлучија да ги отворат зелените пазари со цел зеленчукот да не скапува, а граѓаните да се снабдат со овие реноградинарски производи. Например, општинскиот кризен штаб на Куманово деновиве донесе одлука да се отворат зелените пазари и тоа 3 дена во неделата. Тоа значи дека граѓаните може да се снабдат со овоше и зеленчук под посебен режим. Продавачите мора да носат маски и ракавици. Купувачите исто така се должни да ги почитуваат правилата за држење растојание од најмалку 2 метра. Воедно ќе биде ангажирана редарска служба која на пазарот ќе пушта по само 20 купувачи. А по завршувањето на работниот ден задолжително ќе се дезинфицира целата површина на пазарот. И општинскиот штаб за заштита и спасување на Струмица одлучи да ги отвори сите зелени пазари за продажба на земјоделски и прехранбени производи, но со посебни услови за работа, поради вонредните околности со COVID-19. Комуналното претпријатие врши постојана дезинфекција и постави редари за максимално почитување на посебните услови. Во Кочани, во двата изминати пазарни дена, доследно се почитуваше забраната. Меѓутоа, во други денови можеше да се забележи тамче од чија приколка се продава зеленчук, а пред него поголема група главно повозрасни граѓани, со и без маски и без почитување на пропишаното растојание, чекаат ред да купат поевтино. Градинарите од изминатата зима со многу труд произведоа ран зеленчук, барејќи да им се изнајде начин да го продадат произведеното, бидејќи од тоа им зависи екзистенцијата. Но дали општинскиот кризен штаб ќе ја промени одлуката, останува да се види.